Доколку издавате соба, апартман, стан, куќа, викендичка на физички лица, вклучително и преку домашни или странски дигитални платформи како што се Airbnb, Booking.com, Facebook, Kayak, имате законска обврска сами да го пријавите и платите данокот на личен доход. Видеото чекор по чекор ќе ви покаже целата поставка од регистрација, преку внесување на податоци од договорот за закуп, прикачување на документи и плаќање на месечните аконтации. Доколку немате профил на e-даночни услуги, најнапред потребно е да извршите регистрација, која ќе биде објаснета во следните чекори. Отворете го прелистувачот и внесете e.uep.uep.gov.mk, кликнете на копчето за регистрација на нов корисник, потребен ви е податок за вашиот ЕНВГ, за домашни физички лица, или ЕДБ доделен од УЕП за странски физички лица нерезиденти. Внесете валидна e-пошта, таа станува ваше корисничко име за најава и поставите лозинка според бараните критерии. Потврдете регистрацијата преку линкот испратен на вашата пошта, каде ќе биде поставен код кој треба да го преземете во барањето. Единствениот услов за регистрација е да имате валидна e-пошта, таа истовремено ви служи и за комуникација со УЕП, па проверувајте ја редовно. Доколку имате профил, потребно е да се најавите на системот e-даночни услуги. Во делот корисничко име внесете ја вашата e-пошта и лозинка со која сте регистрирани во системот. Потоа кликнете на линкот ПДД, кој ве води до системот за данокот на личен доход. Доколку издавате имот преку домашни огласувачи, потребно е да пополните пресметка за закупнини. Во прегледот на податоци за закуподавец собственикот, потребно да ги пополните задолжително по линијата означени со звездичка. Во делот ги потврдувате личните податоци, потоа избирате дали имотот се издава во закуп, подзакуп, избирате почетниот датум и крајниот датум на издавање. Задолжително го внесувате и податокот за датум на договорот, односно датум на резервација, кој датум временски треба да биде пред датумот на издавање. Откако ќе ги пополните бараните податоци, преминете на следниот прозорец податоци за закупецот. Во прозорецот податоци за закупец исто така се пополнуваат по линијата означени со звездичка. Во податок на закупец избирате дали имотот го издавате на домашно, странско физичко лице. Го внесувате неговиот матичен број, со што автоматски се пополнуваат неговите лични податоци. Доколку располагате со неговите адресни податоци и податоци за контакт, внесете ги нив во соодветните полиња, а потоа кликнете на следната страна, податоци имотно право, каде треба да изберете дали издавате недвижен имот, подвижен имот или имотно право. Во полето недвижен, подвижен имот се избира видот на имотот кој го издавате, како и деталните карактеристики на имотот кој се издава. Односно дали имотот кој го издавате е опремен или неопремен. Ова е важно, бидејќи влијае на процент на признати трошоци, 15% за наместен и 10% за ненаместен, адреса, локација на имот и основ на имотно право. Потоа преминете на следната страна, податоци за приходите. Пополнете ги задолжителните полиња означени со звездичка. Во полето вкупен износ на остварена закупнина, внесете го износот на закупнина согласно договорот. Во случајот внесениот износ од 10.000 денари и по ова системот автоматски го префрлува податокот во другите задолжителни полиња. Доколку имотот се издава на подолг период од неколку месеци, може да се избере дали данокот ќе се плати еднократно за цел период или месечно во согласност од наплата на закупнината. Потоа се преминува во полето потврда на податоци, каде се содржани сите податоци внесени во претходните чекори. Пред да кликнете на копчето Кридај, внимателно прегледете ги внесените податоци, внесени во претходните чекори. Следно што треба да се направи е во делот за внес на документи, треба со кликање на копчето Избери да се прикачат документите за доказ на направената резервација. На копчето Закачи завршувате со постапката за внес на документи. Постапката за поднесување на пресметката за закуп се завршува со притискање на копчето Пресметка, пошто на вашата e-пошта ќе ви биде испратен еднократен код со кој треба да ја подпишете пресметката. Поднесената пресметка на овој начин треба да биде одобрена од службено лице, пошто ќе добиете рекапитулар и налог за плаќање на фолио број за утврдениот данок на личен доход.